Здраво, јарци! Добре дојдовте и ајде да ги толкуваме пораките кои ни ги испреќа таротот за вас и месец септември. Повторно, генерални пораки, значи се однесуваат на многу од вас, на разни полења од животот и аспекти. Токму поради тоа, не може се што ќе чуете да биде порака за вас, обидете се да препознаете што е ваше, што не отфрлете. И ајде сега да започнеме. Кратко само да ве подсетам, не заборавајте, претплатете се, кликнете на копчето subscribe, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, тоа за вас може би е малку, но нам не значи многу. Значи, јарците и септември. Повторно ќе кажам, многу од вас ќе ги доживеете на различен начин нештата, многу од вас нема да ги доживеете овие што ги зборуваме, затоа бидете внимателни, обидете се да препознаете пораката за вас. Дел од вас. Септември месец ќе биде месец каде вие ќе се обидувате да задржите нешто или да заштитите нешто. Значи, можностите што да задржите и заштитите се безброј, тоа вие знаете, меѓутоа за некои ќе биде нешто во кариерата, за некои во домот, за некои во љубовта. Што и да е, тоа е за вас многу вредно. Тоа е нешто за вас кое сте го стекнале на тежок начин. Значи, многу ви значи. Може би се емоции, може би се финансии, може би се нешта, физички некои нешта. Што и да е, вие месец септември со сите сили, сите ваши можности и способности се обидувате да го задржите. Да го задржите од посегањето на другите. Може би за некој од вас значи дека некој сака да ви одземе нешто, некој сака да ве убеди во нешто, некој сака да ве натера да направите нешто. Како и да е, вие се обидувате да го отргнете влијанието на оваа личност. Може би е личност, може би е ситуација, едноставно таква е ситуацијата, нешто од вас сака некој или нешто да си замине. Вие се обидувате да го задржите. И да, септември ќе биде месец кога сте свесни дека дојде времето, дошло времето, треба да се влезе во оваа нова битка. Нема да биде лесно, но вие тоа го знаете, вие сте навикнати на ова, не е нешто ни ново за вас. Ќе биде тешко, ќе биде доста тешко, затоа што очигледно многу е тешко, затоа што вложувате многу напор. За некој физички е напор, а за некој од вас е емотивно. Напоров е емотивен. Премногу вложувате и во еден момент ќе се плашите дали ова ќе може вие уште еднаш да го издржите повторно. Дали може вие вашата душа, вашето здравје, вашата сила, дали може ова повторно да го издржи. На премногу битки, тестови ве ставил овој човек или оваа ситуација во животот. Ако е човек, за некого може би е водолија, а може би е пак и бик, јарец. Јарец, вие сте јарец, може би друг јарец во вашиот живот. Но, што и да е, ве става повторно на тест. Повторно ќе треба да се борите. Повторно да задржите нешто, да зачувате. Ќе губите сила. Јас гледам дека се случува и тоа. Да, губите сила, се плашите за исходот. Меѓутоа, септември месец ќе се случат некои работи и некаков циклус ќе заврши. Може би ова е само последен тест, може би ова е само последен обид на овој човек или оваа ситуација нешто да ви одземе. Може би е последно. И токму затоа со тоа и завршува циклусот.
ќе се случи, да, последново ќе се случи, но ќе заврши овој циклус. И како ќе заврши? Ќе заврши на начин каде што вас ќе ви бидат можеби понудени неколку опции, ќе ви бидат понудени неколку можности, меѓутоа можно и да ви биде понудена помош од некој во знакот на близнаци, вага, девица, можеби, ако не е човек во овие знаци, било што може да значи, некаква помош ќе ви биде понудена, вие ќе ја прифатите затоа што ова ќе ве погоди емотивно, ќе ве погоди во смисол многу добро ќе ви дојде, конечно некаква надеж, конечно некаква помош, конечно дознаење ќе ви дојде дека не сте сами. Нешто убаво ќе се случи кон крајот на септември, каде ќе почувствувате дека не сте сами и можеби ќе може биткава да ја извојувате со победа, се разбира. Во домот од најблиските можеби не треба да очекувате помош, затоа што од таму не доаѓа никаква конструктивна помош и да доаѓа некаква навидом, да речеме, помош, тоа е само не е помош, тоа се само лоши зборови, осуда, прекори, расправи, така да очигледно не ја очекувајте од семејството. Помошта оддалеку ќе дојде, од друга страна ќе дојде. Стравовите ваши се големи, дека ова ќе биде крајот, дека ќе го доживеете неуспехот, ќе го доживеете ужасот на ситуацијава, меѓутоа вашите стравови овој пат нема да се остварат, кажав септември ќе биде битка, ќе биде борба, ќе биде месец на големи напори, може би расправи, може би па некои ако не се расправи, тоаш е борба, буквално борба. Но колку и да е тешко, вие во септември ќе ја извојувате. Ако може убаво да видите, евеа борбата, евеа битката, секој кон секого замавнува, но ако може да видите, вие ќе ги одземете аргументите на сите, ако се аргументи, стоите над нив, храбро над нив исправени, ако не се аргументи, тоаш ќе ми ја одземете можноста да ве повредат и колку и да е тешко, колку и да биде напорно за вас, сепак ќе донесе радост и победа за вас, се разбира. Она што треба само да го направите е да го задржите менталното здравје, затоа што гледам дека многу се трошите, премногу. Тоа само може да ви направи штета. Овие битки кои доаѓаат, овие напади кои доаѓаат, овие зборови кои доаѓаат, не може да ви наштетат ако вие не им дозволите. Ако не повеќе, блокирајте им го пристапот до вашето срце. До таму да не стигнат. Другото мора да помине. Се она што мора да помине, ќе помине, ќе го преживеете, на крајот и ќе го победите, но внимавајте да не ве повреди некаде другде, да не ве повреди во емоциите, да не ве повреди по здравието. Тоа е важно. Затоа што ни една битка не вреди дотолку да си го нарушите здравието. Сега, дел од вас, еден дел од јарците, ќе се во некаква ситуација каде се вмешани повеќе луѓе. Може има тука лавови, може има стрелци, може има близнаци, значи многу луѓе. Таму каде што се многу луѓе, каде што има секакви, а може да биде тоа во работата, може да биде тоа во поширокото семејство, може да биде во заедницата, во средината каде живеете. Значи, секаде каде што има многу луѓе, вие не се чувствувате добро,
воопшто не се чувствувате добро, се чувствувате отфрлени, се чувствувате неприфатени, се чувствувате едноставно емотивно се чувствувате на најниско ниво, на најлошо можно место во емоциите. Единствениот начин да го избегнете тоа е да ги избегнете средбите со ваквите луѓе или да ја напуштите средината. Кога се наоѓате овде, во средината на овие луѓе, во нивната средина, тоа да го напуштите. Единствено нешто што може овде да се направи е вие да ја напуштите таа средина. Ништо друго не може да се направи за да биде подобро, затоа што овие луѓе се луѓе каде што секој си гледа за себе, ова се луѓе каде што секој има своји и лични интереси, никој нема да се грижи за вашите, тоа е сигурно, затоа токму поради тоа советот за вас е да ја напуштите таа средина и секогаш кога можете избегнувајте ги контактите со овие луѓе. Други јарци пак, гледам дека многу се грижите околу некоја ситуација, многу се грижите. Вашите грижи вам ве носат во лоша состојба, здравствена, тоа морам да ви го признам. Така да, може би септември ќе мора да користите некакво боледување, ќе мора да одите на некаква рехабилитација, на некакви третмани, ништо страшно, не грижете се, не постои овде ништо страшно, меѓутоа ќе мора да се погрижите за здравието, да го вратите некако на некој начин, да го подобрите, не да го вратите, тоа не е изгубено, но малку е влошено благодарение на ситуациите кои се околу вас и најмногу благодарение на вашите мисли, каде што вие сте буквално обседнати околу ситуациите кои ви задаваат потешкоти и не сакате да излезете од овие грижи. Епа, септември ќе мора, можеби да одморите, да седнете, да си вратите енергијата, можеби па за дел од вас само ќе треба да користите одмор, каде што буквално ќе си го посветите за вас лично и вашето здравје, емотивно, емоционално, физичко, ментално, какво и да е. И некои од вас пак, кои што имате деца, децата го напуштиле домот нормално заради работа, заради образование, за било што, го напуштиле домот, не се веќе дома, патуваат, се школуваат, работат, едноставно заминале. Пораката за вас е дека треба да ги советувате да внимаваат, затоа што во местото каде што работат или учат може да се случи некаква кражба, може некој да украде нешто од нив. Значи тоа е пораката, да ги посоветувате вашите деца да внимаваат да не некој нешто им одземе, им украде, им смести некаква работа. Значи многу да внимаваат. Постојат такви луѓе во нивното обкружување. Епа, драги јарци, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!